веруваме дека ова вклучување на лице место ќе биде навистина инспиративна приказна за младите кои што се заедно со нас сутрина, односно ова вклучување верувам дека ќе биде доказ за тоа и нивен потик дека со многу труд и амбиција може да се достигне врвот. Токму пример за тоа е нашиот денешен гостин, најбаран и млад македонски стилист Јован Каровски, кој го освои првото место на интернационален фестивал во Малта. Многу повеќе за подготовките таму и атмосферата, искуството во продолжение слушаме од него. Да му посакаме добро утро. Добро утро, Марија. Ти благодарам за поканата. Морам да напомнам дека неколку пати сум имал можност да говорам пред објективот на вашата камера, односно за гледачите на утринската на ТВ Телма, и особено чест и задоволство ми представува што за прв пат како екипа на телевизија Телма сте токму во моето студио. И нас ни е чест што сме токму тука, но и сме тука и имаме навистина што да кажеме овој пат за еден голем успех. Јован, се надпреварувавте, односно издвоивте победа меѓу 20 учесници од 20 држави. Кој беше најемоционалниот момент за вас за време на надпревар? Така, морам да напоменам дека да се представува сопствената држава Македонија на светско првенство представува пред се одговорност, а потоа се останато. Како што и напомена ти, надпреварот беше помеѓу 20 држави во кои беше вклучен и представник од Македонија. Представуваше, не може да се најдат, да се пронајдат зборови со кои може да се опише тоа чувство, само се доживува, токму го доживував јас. Адреналин, брзо темпо и се останато, како што и напомена ти, сепак беа вклучени 20 најдобри представнички држави во кои течеше надпреварскиот дух. Чувството. Може да кажам дека тоа е всушност слоганот на оваа победа, го нарекувам Малта го круни со сето она што изминатите 9, односно 10 години го вложувам јас несебично во оваа професија, низ која успешно пловам, а тоа се оставање на страна приватниот живот, кога ќе го преминеш прагот во студио си еден Јован, кога си одиш дома, го поминуваш прагот и си другиот Јован. Сите оние жртви кои што сум ги вложил напори, падови и успеси во кариерата, Малта всушност го призна и го круни со сето на моје 10-годишно искуство во оваа бранша. Било ми е што имаме можност да го слушнеме токму ово од еден млад талент кој што со труд и амбиција, како што напоменав и во самата најава, успеал да го достигне врвот, а да се надеваме дека уште повеќе успеси ќе има и ќе зборуваме за нив. Напоменав дека на овој надпревар учесници имало од 20 држави. Како изгледаше самото надпреварување со тие учесници, како изгледаа самите подготовки за надпревар? Така, подготовките за овој надпревар, со оглед на тоа што беше надпревар од висок размер, односно ќе кажам беа категоризирани, постоја неколку категории. Мора да напоменам дека со оглед на тоа што сум фризер со 10 годишно искуство и шминкера, припаѓав во групата джуниор, односно се надпреварував во категоријата млади и се надпреварував точно во групата Red Carpet, односно свечена фризура. Подготовките за овој надпревар траја со месеци, од концепт, што ќе сработиме, како ќе сработиме, до техники и сите детали на што беа вклучени во фризурата и шминката, самата конструкција и подготовките, како што кажа ти, беа делот за финалните подготовки всушност беа и најбитните за да го освоиме првото место како држава. А мора да напоменам дека се работеше под висок притисок, тие надпревари се адреналински надпревари, каде што цело време го слушуваш очекувањето на како се одбројуваат секундите. Исто така морам да напоменам дека во оваа категорија Red Carpet, односно свечена фризура, направив една преубава банана фризура позната, која што вашите гледачи имаат можност да ја проследат во инсертите кои моментално ги гледаме можеби. Сакам да кажам дека се работеше на жив модел, за 20 минути требаше да биде сработена целосната фризура, захтевна фризура, морам да напоменам, но исто така и многу добра конкуренција од моите колеги.
се работеше на жив модел, косата ми беше подготвена, само лабави локни, ништо друго. За 20 минути, како што кажав, мораше да се сработи тој целосен изглед. Со оглед на тоа што се работеше нели под притисок и многу адреналин, можам да кажам дека сум се надпреварувал на многу надпревари како регионални, општински, како средно ученик, кога бев средно ученик во нели на одделот за козметички и лични услуги фризерски во Охрид, но ова беше, може да кажам, многу степени скалила повисоко и навистина беше адреналинско. Ова се издвојува за разлика од останатите. Може зад нас да се видат и наградите кои што ги освои за време на надпреварот. Освои награди и во доменот на фризура и во доменот на шминка. Која е тајната да се биде успешен во двете тие сфери? Да. Се одлучив на овој надпревар да се такмичам и во двете, беше дозволено и во категоријата на ред карпет, односно свечена банана фризура и шминка. Никогаш не сум ги делел шминката и фризурата, нели тие заедно се една целина. Мора да напоменам дека, како што кажав, шминката и фризурата се една целина и всушност тие две градат една уметничка композиција. Исто така, кога веќе откривме за фризурата, морам да кажам дека за прв пат во животот се соочив да работам на модел од Нигерија со темна кожа, боја, како што кажав, ќе погледнат гледачите од инсертите. За прв пат? За прв пат, да, за прв пат. Тоа е дополнително предизвик, но тоа ме направи, можеби да бидам уникатен и да го освојам второто место. Секоја чест за колегата кој од Босна кој го освои, нели исто првото место, преубав модел. Овој пат, како што напоменав, работев на модел од Нигерија со нели некарактеристична кожа, боја на кожа, текстура на кожа за кај нас, со оглед на тоа што нели ние како популација имаме светла кожа. Ми представуваше предизвик, но со оглед на тоа што цело време адреналин, нели знаеш тоа, не баш нешто го почувствував како нели захтевно, се одлучив да работам еден поинаков мејкап изглед, со оглед на тоа што моите колеги беа одлучени да работат нели по глам мейкап лук. Јас се одлучив добро да исхидрирам девојката, значи направивме добра хидратација, направивме еден шајни лук, односно цела светкава девојка, избрав темата да биде ревија или модни фотки, значи лицето беше целосно сјајно, глоси, ставивме тенок ајлајнер, ставивме и преубави златни трепавици кои дополнително нели го истакнаа тој изглед и секако за крај на моделот ставивме и еден кармин кој нели ќе го гледаме од инсертите. Тоа беше бакарна боја која дополнително даде контраст на нејзиниот тен и всушност така го освои второто место во шминка. Пред самиот крај, од каде ја добивте поддршката, односно дали ја добивте поддршката од колеги, можеби од Македонија, кои што беа присутни на самиот надпревар и дали овој успех го гледате како огромно скалило плюс во вашата понатамошна кариера? Да, од Македонија бев со тим професионалци кои во овој момент морам да ги поздравам. Тоа се мојот ментор со кој правевме нели планови од конструкција, како што ме поминав на почетокот, па се до финален продукт и освојување на првото место. Тоа е колегата Станче Кипријанов, Весна од студиото нели 501 позната, Бубеин исто тука колегата Владимир Трајковски, но и многу други колеги кои што несебично го вложија сето она, сепак тие се колеги кои што нели во ова професија бранша пловат веќе на 25 години колку што имам јас и може слободно да кажам дека тие ми ги открија тие ајде да кажам занаидчиски, односно фризерските, мајсторските трикови, нели за да ми биде олеснително. Не само тоа, извикувањето на Браво Македонија беше дополнителен поттик да ме мотивира да го завршам сето тоа што беше предвидено за 20 минути и уште еднаш ја користам ова прилика нив да им се заблагодарам и да го пренесам тоа јас на идните генерации, идните млади таленти кои што нели понатака можеби ќе бидам ментор јас на еден ваков голем настан. Благодарам многу за одвоеното време и се надевам дека ќе имаме можност повторно во иднина да говориме за голем број на вакви успеси. Ти благодарам и тебе. За крај уште еднаш само да ти се заблагодарам тебе и на целиот тим и колегите нели да ги поздравиме кои што се во студио и сите мои клиенти. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека сите овие информации беа потек за нашите гледачи, а повеќето за помладата генерација која што утринава заедно со нас.